Почитувани граѓани, задоволство ми е што сум денес во Крива Паланка по повод реализација на неколку проекти од интерес на граѓаните. Инвестициите во општините се инвестиции во рамномерен регионален развој и подобар живот за сите граѓани. Од денеска кривопаланчани ќе може да го користат реконструираниот модерен мост Виолетов мост. Мостот е дел од проектот за обновување на градски мостови кој вклучува и реконструкција на Осички и Шанин мост во вкупна инвестиција од 26 милиони денари. Парите за целиот проект се обезбедени кон крајот на минатата година од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со прераспредел на 32,5 милиони евра за развојни проекти во 44 општини ширум државата. Дополнително владата преку проектите на ТАФ програмата обезбеди реализација на 94 инфраструктурни проекти во општините во вредност од 50 милиони евра. Токму преку оваа програма, тука во Крива Паланка ќе се реконструираат два моста. Во завршна фаза реконструкцијата на Градечки мост, инвестиција во износ од 10 милиони денари. Со оваа динамика, до крајот на 2024 година, 5 мостови во Крива Паланка ќе бидат целосно обновени и ставени во функција за граѓаните. Жителите на Крива Паланка добиваат и нов спортски терен за мал фудбал, чија што изградба е финансирана од развојната програма на општината. Овие проекти не се само естетска промена на градот, тоа се проекти за подобри услови за живот, рекреација, подобра поврзаност на градот и олеснет сообраќај. Визијата на СДСМ е напредок и просперитет на секоја општина, а тоа е видливо онаму каде што градоначалниците се од нашата партија, како што е тоа во Крива Паланка. Од друга страна, сведоци сме како се однесуваат други градоначалници. Главниот град, за жал, затрупан во ѓубре со дотраен јавен превоз. Во дел од општините, градоначалниците укинуваат мерки од интерес на граѓаните, нејавените инвестиции не се реализираат, условите во основните училишта се катастрофални, ученици од дел од градовите се оставени без превоз до училиштата. За 100 дена од ВМРО ДПМН видовме само популистички мерки, лажни ветувања и тотална безидејност. Најавија 100 милиони евра подршка за општините, но со погрешен метод на исплата, што отвара можност за манипулации и неефикасност во реализација на проектите. СДСМ креира реални проекти со видлив резултат и во интерес на граѓаните. Затоа што секоја општина заслужува еднакви шанси за развој и напредок, а секој граѓанин пристојни услови за живот во родното место. Благодарам.